2 април 1865 година, во Прилепски Варош е роден Ѓорче Петров, убиен на 28 јули 1921 година. Ова се дел од неговите спомени за неговата улога во аферата со грабнувањето на Мис Стон. Уште не бев отишол од Софија, кога решивме Делчев лично да ја води борбата тука со цончевистите. Тоа беше уште пред да лежам в участок да ме интернираат во Трново. Аферата Мис Стон веќе беше станала. Нејзиното фаќање стана без наше знаење. Ние знаевме, оти се крои да се фати друго лице на долноџумајскиот Панаѓур, Серско, кога не успеавме. Разлошката чета на чело со Сандански, на враќање во разлог, скроила набрзо нов план, да ја фатиле Мис Стон заедно со Цилка. Кога ја свршиле работата, подгонети од таму, првите дни се префрлиле во Бугарија, во Дупничко ја свршиле работата, а понатака ги заплеткале конците, не знаат што да прават, раскажува Ѓорче Петров. Тој тврди дека Никола Малешевски настојувал Ѓорче да појде во Дупница, да даде упатства како да се постапува понатаму. Кроевме план да се сретнам со нив, со Сандански, за да им дам лични напатствија. Тука софиската полиција беше многу се раздвижила за да ги фати или луѓето или барем нишките на работата. Јас не можев поради тоа да ги видам нив, специјален полициски човек од тука специјално ме следел, без да знам јас, Велјо Маринов, сегашниот полициски пристав. Јас случајно го сретнав и на шега му реков, дека намерно тој отишол да фаќа комити и дека намерно и мене сака да ме фати. Тој се смути, така дознав оти е така. Отидовме да се почестиме, се понапивме, и тој ми призна, и јас утредента бегај назад во Софија. Владата беше сериозно загрижена да го фати Сандански. Срамно им беше оти се губи честа на бугарското име во Европа и Америка. Убедувањето кај владата беше дека интелектуалниот виновник сум јас, така што мислеле да ме уапсат. Каравелов имал намерение мене и Малешевски просто да не обесат преку воен суд за да му дадат на европското општество мнение. Но полициските луѓе уверувале дека мачно ќе можат да истргнат нешто од мене по судски ред. Од тој ѓавол ништо нема да дознаете, рекле, се сеќавал Ѓорче. Тој мисли дека да биле бугарските власти повнимателни, ќе го фателе во стапица на граница. Најпосле решиле да го интернираат во Куртпуна. Јас протестирав пред градоначалникот Кенчев, ги подсмевав министрите. Јас сакав, бидејќи немав средства, да ме остават да живеам во Трново, каде што имав пријатели. Се согласија, но под многу строг, таен, надзор, кореспонденцијата да ми се прегледува и секој да се следи, кој би дошол при мене. Ова го научив после. Јас условно бев засегнат од оваа мерка. На кинисување му реков на градоначалникот, дека тие посегнуваат не на мене, ами на организацијата. И не требаше овој прв случај на посегнување на организацијата да го остави така, но на жалост кај нас условната честољубивост не е развиена, а и Гарванов беше во ЦК кој што се радуваше за тоа. После од полицискиот пристав во Трново, со кого се спријателивме, дознав колку строги шпиунски мерки зеле против мене. Наспроти оваа строгост пак целата ми стоновска работа пак јас ја свршив. Од тука, пред да ме интернираат, јас го испратив првото писмо на мисионерите во Самоков, во кое што се изложуваше судбината на Мис Стон, намерението за заграбувањето и предлог за откуп со 25.000 лири. Имаше и нејзино саморачно писмо. Во одговор дојде секретарот на Цариградската американска делегација. Доаѓа понапред во Трново кај мене Малешевски, скришум, се разбира, за совет по борбата со врховистите и по оваа работа. Доаѓа 2 пати. Условивме да дојдат во Софија 2 пратеници од Сандански за да уговараат со пратениците на делегацијата. Дојдоа Чернопеев и Крсто Асенов, и овие доаѓаат 2 пати кај мене во Трново за инструкции, вели Ѓорче. Тој во спомените додава дека имал посредни предлози од владата да ја разоткрие работата, да изврши предавство и потоа да ја остави владата да ја заврши работата. Ризов сакаше да си даде значење и сакаше тој да дојде при мене да преговараме. Ни предлагаа да се откажеме од откупот, за да направиме добро впечатление. Нашите нужди беа големи. Јас се чудев на ова мешање на владата. При првото сретнување американскиот секретар се однесол многу на големо, рекол, оти тој немал работа со разбойници, а сакал да третира со владата. По мој нападствија нашите му одговориле, оти тие не ја признаваат владата, оти таа е нивни непријател, оти ако тој не сака и ако посме да ги издаде, и тој нема да остане жив и тие живи нема да се предадат. Зборувал тој, изгледа со владата и потоа беше поомекнал и влегол во пазарлак. Пазарлакот му бил отфрлен, почнал од 5.000 лири. На неколку сретнувања уредените преговори во општи црти останале да се довршат во Цариград. Се сомневавме и со право дека се бива или станува во споразум со владата, најдовме за поумесно центарот на преговорите да се пренесе во Пловдив, а оттаму пратеник, бугарски мисионер. Одел во Цариград и оттаму преговорите станувале направо со четата во Разлог.